Летните месеци, барем за повеќето, асоцираат на патување и авантури. Peugeot со новиот Traveler сака да потенцира колку е важно патувањето да биде безгрижно, оставајќи му погон на сите тркала. Lexus веќе и формално го најави своето најмало спортско корисно возило. Во Америка, камерите за возење наназад станаат дел од сериската опременост на сите нови возила. Се разбира, ова не се сите содржини на денешното издание. Имаме повторно ултраскапи, но и убави автомобили кои ќе бидат достапни на повеќето. Ваше е само да се опуштите во новата прошетка низ автомобилските меридијани. Пролета е најубавото време од годината. Пределите околу езерото Комо пак најубави на јужните падини на Алпите. Кога две вакви убавини ќе се спојат, веднаш се посакува и третата, а неа ја обезбедува најексклузивниот настан во светот на историските возила, Конкорсо ди Елеганца Вила ди Есте. Се одржува уште од 1929 година и својот култен статус го стекна со строгите критериуми за избор на возилата што учествуваат. Сите се во перфектна состојба, а голем дел од нив имаат и приказна со која нивните сопственици се гордеат. Нови причини за тоа годинава најмногу има австријанецот Андреас Морингер со своето Ферари од 58-та година и германскиот музеј на моторцикли од Некарсулм со 10 години постариот Мото Мајор. Тие меѓу 50-тината возила кои парадираат пред жирито ги освоија главните награди. Присутните уживаа во незаборавната атмосфера и вечната автомобилска елеганција, традиционално закитена и со некој современ примерок. Уживајте малку и вие. Неговото височество, принцот Алберт II, го обвитка своето кнежевство со сјај од минатото. Тој го помина почесниот круг на историската Формула 1 Гран При со редок примерок на автомобилската уметност. Никој не може да му одолее на Ламборгини Марзал, кој, иако наполни половина век, се уште изгледа како да доаѓа од иднината. Дизајниран од Марчело Гадини во Бертоне, овој концепт беше представен во 1967 година. Од него требаше да се изроди модел со 4 седишта со кој ќе се дополни гамата на производителот. Но се остана само на идеја и направен во само еден единствен примерок, Марзал замина во историјата, а таа благодарение на ентузијастите од Сента Гата Болонјезе оживеа во најубавата своја форма. Со своите остри линии и големи застаклени врати што се отвораат на нагоре, Марзал просто заблеска на улиците на Монте Карло, оставајќи ги сите без див. Несекојдневна му е механиката, која, како што гледаме, функционира безпрекорно и ден денес. Неговиот дволитарски мотор од 175 конски сили е добиен со преполовување на тогашниот V12 агрегат на Ламборгини. Токму таков имаше придружникот на Марцал на оваа престижна манифестација, моделот Еспада. Тој се појави една година подоцна и содржаше дел од неговите решенија. До појавувањето на Контач остана најуспешен модел на марката и од него беа произведени 1217 примероци.
едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Text Eva. I miss you. Send. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина, горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив цвер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Say hello to the Peugeot 208 with active city brake, if you need it, and a reversing camera. What are you doing? Sebastian's supposed to look at the reversing camera. Forget it. No, don't even bother showing them the park assist. Not so easy after all, is it? Everyone needs a hand in the city. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Citroen многу вложува во својот самопрогласен премиум бренд DS. Двојниот шеврон низ својата историја имал еден куп студии кои изгледале атрактивно и ветувале многу, но завршиле во лавиринтите на заборавот. Во име на естетиката се надеваме дека нема да му се случи истото на DS-X E-Tense, кој е замислен да има електричен погон и повеќе од привлечен изглед. Ако е ова иднината, тогаш едва и чекаме да поминат 17 години. А ако е фантазија, тогаш сакаме никогаш да не помине. Само летимичен поглед на DS-X E-Tense е доволен човек да се најде во таква дилема, дури и без да се знаат неговите технички податоци. Оние што пак ќе останат разумни ќе кажат дека чести се во историјата концептите што заради својата радикалност никогаш не станале реалност. Сепак ќе признаат дека имале силно влијание врз иднината, дефинирајќи нови стилски насоки, а некои од нив дури и трендови. Таков сигурно ќе биде и DS-X E-Tense, која е визија на француските дизајнери за 2035 година. Дали навистина тогаш ќе има вакви автомобили не знаеме, но сигурни сме дека овој концепт ќе остави траги по кои ќе тргнат другите модели на француската марка. Замислен како спортски тросет, тој на нескриен начин и со спектакуларен дизајн го пренесува авангардниот дух кој ќе ги премости иднината и фантазијата. Таква е и механиката со двоен персоналитет. Во тркачка конфигурација електромоторите испорачуваат 1360 конски сили, а во патна се уште импресивни 540 коњи. Располага и со автономни можности, но тоа веќе е вообичаено кај сите футуристички студии.
Хибридните возила се присутни меѓу нас долго време, но се уште се техничка непознаница за голем број луѓе. Нивната популарност ја лансираше Toyota со моделот Prius и затоа се смета дека сите се такви. Но според конструктивните решенија, тие всушност многу се разликуваат меѓу себе. Заедничка особина им е дека за погон користат енергија од два извора, од кои еден е електромотор. Вториот по правило е мотор со внатрешно согорување, бензински или дизел, но не мора да биде. Токму начинот на кој тие се комбинирани ги определува какви се. Најчесто денес се така наречените паралелни хибриди. Кај нив двата мотора механички се поврзани меѓу себе, работат симултано, но можат и индивидуално да ги задвижуваат погонските тркала. Електромоторот најчесто е сместен меѓу моторот со внатрешно согорување и менувачот. При мали брзини и на кратки растојанија тој ја дава движечката сила, додека во нормални услови на возење работи класичниот мотор. Ако се јави потреба од повеќе сила, при престигнување, например, неа ја испорачуваат двата мотора заеднички. Нивната посебна изведба се така наречените благи или делумни хибриди кои функционираат на истиот начин, но со поедноставни механички решенија. Заради тоа имаат пониска цена, но и значително помали бенефити од хибридната технологија. Пазарот не ги прифати и нивната понуда се повеќе се намалува. Истата судбина ја доживеа и сериските хибриди, кои теоретски се понапредни. Кај нив погонските тркала исклучиво се задвижувани од електромоторот. Кога батериите ќе се испразнат, се вклучува моторот со внатрешно согорување, кој работи само како генератор на струја. За жал, место да ги обединат предностите на двете технологии, овој вид хибридни возила ги истакнаа нивните мани. Купувачите ги избегнуваа и автомобилите со вакви решенија денес се ретки. Нив ги истиснаа плагин хибридите кои може да се полнат со струја од електричната мрежа. Тие во основа се возила со паралелен хибриден систем, со таа разлика што имаат посилен електромотор и батерии со поголеми капацитети. Способни се на струја да поминат најчесто околу 50 на километри и да постигнат максимални 120 до 130 километри на час. Така, при нормално возење во град, тие функционираат како електрични, а на отворен пат како конвенционални возила. Суштински слични, но сепак различни, паралелните и плагин хибридите ќе продолжат да екзистираат заедно уште долго време, бидејќи пазарно не си пречат едни на други. Лани во Европа се продадоа 460.000 хибридни и 144.000 плагин хибридни возила. Сигурни сме дека ќе опстанат и кога електричните возила ќе завладеат со нашите улици. Сериската хибридна технологија се покажа како погодна за користење кај градските автобуси. Кај нив системот за навигација ја контролира работата на дизел моторот, кој се вклучува само на делниците меѓу две постојки. Автобусот тргнува и забрзува само на струја, со што загадувањето на воздухот е значително намалено. Оваа технологија има автомобилска перспектива единствено кај водородните возила, чие време се уште е далеко во иднината. Peugeot е марка која во својата историја има континуитет на модели со погон на сите тркала повеќе од 4 децении. Таа традиција ја продолжува со моделот Traveler d'Angel. Вториот дел од името се однесува на партнерот за изработка на погонот на сите тркала на францускиот лав, кој е ситуиран во покраината Алзас. Сепак, ова не е спортско корисно возило, туку е комбе кој има простор за 9 патници. Живееме во време кога мобилноста се менува. Свртувањето кон природата ја лансираше популарноста на спортско корисните возила високо во орбитата. Иако мора да признаеме дека се работи за комерцијален тренд, денес не постои производител кој не ги следи овие пазарни текови. Peugeot долго време одолеваше, но сепак не остана настрана од нив. Партнерски здружен со d'Angel, неговите возила скоро 4 децении се достапни со погон на сите тркала. И тоа каков треба, со значително
значителни теренски можности. Првиот конвертиран модел беше пикап верзијата на 504 која помина скоро незабележано. Но веќе наредната преработка го сврте вниманието кон оваа фирма од Алзас. Тоа беше караванската изведба на Peugeot 505, која со својот огромен клиренс делуваше како подготвена да ја освојува месечината. Беа направени само 500 примероци, од кои ретки преживеа. Возилата што денес се нудат со знакот на Данжел се далеку пософистицирани. Најновиот модел со препознатливиот X на задниот дел е повеќе наменскиот Traveler. Има 9 седишта и технологија со која може да се справи со секаков терен. При возење во нормални услови погонот е само на предните тркала. За поблагите предизвици е наменат автоматскиот 4x4 режим, кој преку вискозната спојка ги активира и задните тркала кога предните ќе пролизгаат. За посериозни излети длабоко во природата, централниот диференцијал се заклучува. Сето тоа е дополнато со електронските асистенти кои ги контролираат тракцијата и однесувањето на возилото. Peugeot Traveler Данжел е достапен со 150 конски Blue HDI мотор, 3 должини на каросеријата и 3 пакети опрема. Количините во кои се произведува се мали, а цените високи. Стартуваат од некои 40.000 евра. Презентирајќи ги снимките од зимските тестирања, Polestar ги објави и конечните цени на својот прв модел. Тие се повеќе или помалку очекувани. $155,000 за американците и исто толку евра за стариот континент. Најавено е дека во иднина купувачите ќе можат да се претплатат на автомобилот на 2 или 3 годишен период на користење без конкретни детали за понудата. Овој прв модел на шведско-кинеската копродукција на Volvo и Geely располага со хибриден погон со 600 конски сили и максимални 1000 Нм вртежен момент. Елегантната купе каросерија е базирана на механиката на моделот S90, од која 50% од компонентите се разликуваат. Најмногу заради употребените јагленородни влакна при нејзината конструкција, кои обезбедуваат за 45% поголема торзиона крутост и 230 кг помала тежина. Електричната автономија му изнесува дури 150 км, а перформансите се за секоја почит. Производството на Polestar, како што му е ознаката, ќе започне идната година во Кина. Првобитно беше планирана серија од околу 500 примероци годишно, која заради големиот интерес е удвоена. После него ќе следат уште 2 модела на оваа марка, седан и кросовер кои нема да бидат хибридни, туку електрични. Во Европа се во мода, а во Америка задолжителни. Стапи на сила прописот според кој секој нов автомобил таму мора да биде опремен со камери за возење наназад. Лобирањето за овој безбедносен додаток започна пред 10 години. Активистите за негово воведување најпрво беа поддржани од осигурителните компании, а потоа и од автомобилските производители. Индиректно до душа преку нивните правни застапници кои сметаат дека на тој начин ќе ги заштитат своите клиенти од тужби и скапи судски постапки. На крај со тоа се сложи и Американската агенција за безбедност во сообраќајот, која даде рок од 4 години за имплементирање на овој пропис. Ова се смета за голем успех, бидејќи според податоците во Соединетите Американски држави годишно околу 200 луѓе згинат и 12.000 се повредени од прегазување при возење наназад. Но поборниците за поголема безбедност не застануваат тука. Во тек е постапката за воведување на системите за автоматско запирање, кои се очекува да станат задолжителни до 2022 година.
Спортско корисни возила со хибриден погон се второто име на Lexus. Сепак, јапонците не застануваат на оние 4 изведби кои ги имаат на глобалниот пазар. Европјаните не се одушевени од огромни каросерии, па затоа на стариот континент Lexus настапува само со 2 модели – NX и RX. По се изгледа, наскоро ќе им се придружи компактниот LQ, кој ја воодушевува публиката каде и да се појави. Lexus со забрзани чекори ја потполнува гамата. На почетокот на годинава во Детройт го прикажа концептот LF1 Limitless за после кратко време да соопшти дека тој би можел да се најде во серијско производство. Најновата вест вели дека јапонците ја заштитиле ознаката LQ за комерцијална употреба на некој од нивните идни модели. Неа јавноста веднаш ја поврза со напредниот концепт, бидејќи политиката на именувањето на моделите на Lexus е доста едноставна. Според неа, првата буква L се користи за предводниците на гамата, а LF1 Limitless треба да биде токму тоа. Беше представен како купе кросовер што ќе ги редефинира границите на луксузот. Публиката во Детройт реагираше доста позитивно на неговите атлетски пропорции, настанати во дизајн студијето на Toyota во Калифорнија. Бидејќи ваков модел им недостасува во понудата, челниците на Lexus беа доста задоволни со првичните реакции. Дури кажа избор 2 за него, дека ќе има 5 седишта, дигитална инструмент табла, инфозабавен систем, голем екран и слично. Не мораше да кажат дека ќе има хибриден погон, но ќе треба да се изјаснат за можностите за плагин, електрична па дури и водородна изведба. Има доволно време за тоа. Сериската верзија на Lexus LQ најрано може да ја очекуваме на салонот во Токио наредната година. Легендата се редефинира. Името, кое некогаш беше славно во Формула 1, ќе продолжи да живее. Заслугата за тоа во целост оди на синот на тројниот шампион Сер Джек Брабам, Дейвид, кој истрча на автомобилската сцена како нов играч со старо педигре. А Дуд не му е само духовното наследство што го има, туку и ултимативниот BT62. Овој супер автомобил има каросерија од јагленородни влакна, заради што тежи само 972 килограми. За погон е избран 5,4 литарски V8 мотор со 710 конски сили, а за запирање Брембо со пирачки исто од јагленородни влакна. Од тој материјал се управувачот и тркалата од 18 инчи со Мишлен тркачки пневматици. Пакетот е заокружен со Олинс амортизери, Холинген 6-степена секвенционална трансмисија и милионска цена. Но BT62 не е хомологиран за возење по јавни сообраќајници, туку само за тркашки патеки. Од новата компанија Brabham Automotive велат дека ќе направат 70 вакви возила, пошто ќе ги разгледаат барањата на купувачите и за легализирана верзија. А меѓу нив има и такви што сакаат да видат и лимузина или кросовер со славната ознака. Дейвид Брабам пак сака да види како името што го носи од историјата се враќа во сегашноста на Формула 1 надпреварите. Но за такви проекти финансиите секогаш се проблем, дури и кога зад нив стојат легенди кои имаат 4 возачки и 2 тимски титули. Брабам се враќа на автомобилската сцена.
Една трансакција го изненади автомобилскиот свет. Канадски бизнисмен откупи 10% од акциите на Мекларен групата. Тој за нив плати сериозни 204 милиони фунти, кои на британската компанија ќе ја обезбедат помалку главоболки од реализирањето на амбициозните развојни планови. Станува збор за Майк Латифи, кој е сосема непознат во автоиндустријата, но затоа неговиот син Николас е добро познат во спортските кругови како тест возач на Форс Индија. А бидејќи во состав на Мекларен групата е и Формула 1 тимот, оваа вест веднаш доби поинакво светло. Британците сепак тврдат дека тоа што Латифи сега е сериозен акционер не значи и дека купил место за својот син во болидите на тимот, кој мака мачи да врати барем дел од некогашната слава. Најголем акционер во Мекларен и понатаму останува кралското семејство од Бахрейн со 56%, после кое следат так групата со 14% и уште 4 помали акционери кои заедно држат 20% од акциите. Влегувањето на Латифи во сопственичката структура на Мекларен е најзначајната промена од 2016 година, кога незиниот основач Рон Денис практично беше набркан од другите сопственици. Мекларен групата важи за една од технички најнапредните компании на денешницата, која обединува спортски активности, развој на нови технологии и производство на врвни автомобили. За жал, од секогаш мака мачела со обезбедувањето доволно средства за стабилен долгорочен развој. Сосема случајно, овој настан се поклопи со моментот кога Мекларен објави дека го произвел 15.000-тиот автомобил. Во Фордовата метеоролошка фабрика зимата секогаш е добре дојдена, најмногу во вакви временски услови какви што престојат. Купувачите секогаш нестрпливо ги очекуваат идните модели, така што нивното тестирање не смее да чека на природата. Новиот центар за испитување на Форд, кој се наоѓа во Келн, е замислен да симулира сен на земјината топка, од силни снежни врнежи до песочниот пекол од субсахарските пустини. Јасно е дека современите автомобили мора да се спротистават на климатските услови на секаде каде се продаваат. А Форд е светска марка и затоа метеоролошката фабрика во Келн создава амбиент каков што е на 5200 метри надморска височина на Хималаите или пак во 95% влажност на шумските предели во Костарика. Вработевните таму ќе кажат дека поминувањето низ различните делови на објектот е како да патувате на 4 различни краеви на светот. Во него истовремено може да се тестираат 10 автомобили на температури меѓу -40 и +55 степени Целзиусови. Се проверуваат не само моторот и останатата механика, туку и влијанието на климата врз сите нивни својства. Така, на пример, во еден од трите воздушни тунели се следи колку брзо бришачите ќе го исчистат ветробранското стакло за време на тропски бури. Во втор пак како функционираат на арктички температури, а во трет нешто трето. Се анализира и колку снег ќе падне во возилото кога возачот ќе ја отвори вратата. За сето ова на објектот му е потребна огромна количина енергија, дури 11 мегавати, што е доволно за градче од 2400 луѓе. А таа во контекст на приказната се добива од обновливи и еколошки прифатливи извори. Изградбата на овој врвен метеоролошки центар за испитување го чинеше Форд 70 милиони евра. Метеоролошките услови, барем за возилата во развој, може лесно да се симулираат со цел да се постигне што поголема сатисфакција на корисниците. На екипата на Автомагазин најголема сатисфакција е доколку сте задоволни од она што сме сработиле за вас. Останете во добро расположение до нашата следна средба за 7 дена. До гледање.